Здраво, добровте во уште едно предавање по општа хемија. Оваа епизода ќе збориме за молекули и Авогадров закон. Би требало да биде брзо видео, но како што спомнавме минатите епизоди, молекули всушност претставуваат честички кои се составени од две или повеќе атоми. Сега тие атоми треба да бидат сврзани со ковалентни врски. Значи, ако не се сврзани со ковалентни врски, ако се сврзани со ионски врски, тие не се молекули. Значи, да земеме еден прост пример, да речеме имаме молекулата на H2O. Оваа молекула е составена од еден кислороден атом и два водородни атоми. Значи, тоа ќе биде кислородниот атом, и тоа ќе бидат двата водородни атоми, кои ќе бидат сврзани со единична ковалентна врска. Овој начин, оваа молекула, бидејќи е составена од водороден атом и од кислороден атом, се нарекува, односно е хетероатомска молекула. Значи, хетероатомска молекула. Сега, што ако сега најчесто ќе се среќаваме со овакви хетероатомски молекули кои се составени од повеќе видови на атоми. Но имаме на пример примери каде што би можеле да се сретнеме со некои молекули кои се составени од истиот атом. Како е на пример да земеме молекулата на O2. O2 е кислород, тој кој го дишаме и всушност представува два кислородни атоми кои се сврзани со двојна ковалентна врска, кои се наоѓаат во рамненото 80 степени, бидејќи не може да се наоѓаат на друг начин. Овој вид на молекула, бидејќи е составена од само еден вид атом, ова е хомоатомска молекула. Нели, претходно имавме хетеро, значи претходно имавме хетеро, сега имаме хомоатомска молекула. И не мора да е само O2, значи може да имаме O3, може да имаме Cl2 и 2. Најчесто тие во групата на халогени елементи идат како хомоатомски молекули. Добро, сега ќе збориме за еден концепт, односно за Авогадровиот, овде ќе треба да биде ова О, значи не е А, некој е О. Авогадровиот закон, кој на почеток би требало малце да ве збуни, но не е толку страшно. Значи, ако, например, да земеме три коцки, ако садови се некои, значи имаме три сада, и еве да речеме првиот сад да го наполниме со молекули на кислород, вториот да го наполниме со молекули на водород и третиот нека биде со молекули на H2O. Или ова нека биде водена пара. И сите тие, значи сите тие да ги ставиме под исти притисок, иста температура, исто заборав да напомнам дека сите овие имаат исти волум, значи ова го бележиме со, ево да го бележиме со 1, 2, 3 волумените, односно колку зафаќаат, колку е празнината, бидејќи ова се тридимензионални садови, не се у една димензија, ова има некој волумен кој го исполнуваат. Значи волумените на првиот, вториот и третиот сад се некоја си вредност n. Не е важно колку е n, важно е дека сите се исти волумени. Сега прашањето ми е, во кој од овие садови ќе има најмногу молекули? Сега прво што ќе ви текне на памет, па добро да видам, бидејќи се иста големина сите овие садови, тогашка таа молекула која е најмала ќе може најмногу да собере, бидејќи може најмногу да ставиме. Така да, ако кислородниот атом сега знаеме дека е некоја си големина, да речеме, еве да е толкав, водородниот атом, знаеме дека е многу помал, значи водородниот атом е толкав, а по молекулата на вода тој имаме кислороден со два водородни, таа е најголема. Чим е најголема, значи ако ставаме тука да пополнуваме, ќе собере најмал број на молекули, нели? А овие со водородни атоми, тие бидејќи се мали, ќе можеме да бутнеме многу молекули внатре, нели? Ќе ги набутнеме, значи тоа кутијата, односно кутија 2, со водородни атоми, таа ќе има најмногу молекули, нели? Изгледа како очигледен одговор. Но Авогадровиот закон ни го кажува нешто што е контраинтуитивно. Односно, сите овие кутии ќе имаат ист број на молекули. Бројот на молекули во секој од овие кутии ќе биде ист. Но тоа не значи дека масата ќе биде иста. Значи масата, да бележам со црна боја,
масата 1, маса 2 и масата на 3. Иначе преска утнав, значи H2O не е дека најголемата молекула, бидејќи иако имаме еден кислороден атом кој е голем, нели имаме и два водородни атоми, овдека кај молекулата на кислород имаме два големи кислородни атоми, така да е поголема. Но пак не е важно, бидејќи во сите имаме ист број на молекули. Но масата, како што може овдека видиме, е различна. Бидејќи имаме исти број на молекули, тогаш важна е само нивната маса, односно унаводници тежина. Понатаму ќе зборам зошто не е исто маса и тежина. Но масата на кислородните атоми, бидејќи имаме два кислородни атоми, значи имаме еден кислороден атом плюс уште еден кислороден атом. Сега овдека на пример кај молекулата вода имаме еден кислороден атом плюс два атоми на водород. Сега двата атоми на водород се полесни од еден кислороден атом, така да ова ќе има најголема маса, значи најголема, а ова ќе има, не знам, некоја средна вредност, каде што H2 ќе има најмала маса. Така да во овој пример M1, односно масата на првата кутија е поголема од M3, која пак е поголема од M2. Добро, ова со маса не ви е толку битно го запамтите, него тоа што е битно е запамтите дека во Годровиот закон значи дека еднакви волумени од кои било гасови при иста температура и притисок имаат ист број на молекули. Значи кој било елемент да го земеме, односно молекула на елемент при гасовита состојба, тоа спрема друг даден елемент, ако исполнуваат исти волумен, ќе имаат ист број на молекули. Сметам дека е доволно просто и дека би можеле ова да го разберете. Така да, ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубовни. Поздрав!